Вики го има следното прашање, вели што да јадам после вежбање ако не можам да си дозволам протеински прашок. Вики, не е единствениот начин ти да нели го направиш вежбањето да вреди со тоа што ќе внесеш протеински прашок. Протеинските прашоци се добар начин, пред се практичен начин да внесеш оброк после вежбање што ќе ја започне регенерацијата на мускулите, но ти нема да направиш никаква грешка доколку имаш главен оброк, да речеме доколку имаш ручек пред вежбањето и отприлика ако е тоа 2 часа негде пред ти да вежбаш, дури и после вежбање да оставиш и во следните час, 2 да ти биде оброкот, нема да направиш грешка. Затоа што ако нема прашок, може да бидат јајца, може да биде риба, може да биде месо, може да биде не знам, млечни продукти, јогурт, кефир и така натаму, што да побавно можеби ќе дојдат до моментот да влезат во крвотокот, но пак ќе ти речам, не значи дека ќе направиш грешка. Протеинските прашоци се само попрактичен начин на внесување на хранливи вредности и на протеин пред се, и затоа се популарни. И јас користам, но еве, во времево на пандемија, не и секогаш користам после вежбање протеински прашок, затоа што генерално вежбам дома и кога сум дома имам опции. Кога можеби вежбав порано поинтензивно надвор, односно само надвор вежбав во теретана, тогаш да, користам протеински прашок, затоа што можноста за да носиш храна со себе или времето некогаш не ми дозволувало да купувам и да седнувам да јадам, затоа протеински прашок ми е практично. Така да твој избор треба да биде што ќе правиш и нема да направиш грешка ако биде и традиционална класична исхрана да не е прашок.